Денеска, браќа и сестри, е годишнина од мојата хиротонија во епископски чин. Велам годишнина зашто јубилеите не се исто како и годишнините. Годишнините ги славиме секоја година, а јубилеите се обично после 5 години, значи на 5, 10, 15, 20. Јас 30 години од епископската служба полнам после 2 години. Тоа е некаков јубилеј, 30 години. Ама на денешен ден бев хиротонисан за епископ и затоа мислам оваа проповед малку да разјасниме која е смислата и службата на епископот во црквата. Зашто честопати не е познато. Кога јас бев завршив факултет и сакав да се заинтересирам повеќе за црквените работи и се распрашував, имаше еден кој студираше богословие и го прашуваме, добро, шо е тој епископот? Шо прави епископот? И ми вели, тој е како некој директор во црквата и ги управува свештениците и народот. Јас нормално не бев задоволен од тој одговор, ама многу време ми требаше да ја познам целата служба на епископот. Зашто пред се ја нарекуваме служба на епископот. Не ја нарекуваме некоја функција, како што има денеска директорите или министрите или не знам некои функционери во владата, и тие имаат наредбодавна улога. Епископот, долги време и мене ми требаше, многу споредлив со отец, ние денеска говориме татко, ама за да правиме разлика некоја, дека не е тој биолошки татко, е како отец на епархијата. Ама, без епископската служба, браќа и сестри, не може да постои црквата. Тоа ми требаше долго време и јас да го разберам. Не може, тргнете преку мене, во оваа епархија, не може да постои црквата, зашто сите служби се прават во името на епископот. Односно, тој е задолжен пред Бога, а после им дава мандат на свештениците, кои се презвитери, кои се старешини, значи, им дава и тие прават во негово име чинодејствија. Најважниот принос кој го принесува епископот е токму на литургија, на која сме денес. Значи, тој ги принесува лебот и виното кои во текот на литургијата станува тело и крв Христови. И затоа уште во првиот век свети Антиохијски епископ ќе ми текне во текот, Игнати Антиохијски, уште во првиот век, значи одма, велел дека тој бил бебе кога Христос проповедал на земјата, дека бил мало дете. Тој вели епископот е икона Христова, негови зборуси и после се пренесувате, гледате колку 20 и нешто векови се пренесуваат тие зборови, дека епископот е икона Христова, во тој случај е икона Христова, зашто принесува дури и во името Христово жртва. Оваа жртва што ние денес ја принесуваме на литургијата е Божјата жртва. Господ сам служи, тука не го гледаме, кој има просветлени очи може би го гледа. Ама повеќето не го гледаме. Ама тој ја принесува, ама кого го гледаме дека принесува? Епископот. Епископот принесува за сите и за се бескрвна служба.
И затоа е невозможна службата во црквата без епископот. Православната црква е епископална црква. Некои цркви тамо од протестантството стануваат презвитеријански цркви. Тие немаат епископ како центар на богослужбата. Но во православната црква се е сконцентрирано околу епископот во смисла и правата, ама и одговорностите. Значи, таму каде што се правата, таму се и одговорностите во црквата. Затоа епископот е одговорен и за сите работи во црквата. Оделе добро, него го фалат. Оделе лошо, него го кудат. Може друг да е крив за тоа што одат лошо, ама тој е виновен зашто не ги поправил. Тоа значи дека возвишената епископска служба уште од првиот век ја има во црквата Божја. А доказ за тоа е дури и денешната пракса која го кршиме агнецот и ставаме во чашата, таа вела дека е од праксата латински наречена, не знам на грчки зашто нема можеби име подоста откриено тоа, ферментум се вика таа пракса, во која епископот кој служил, да речеме во Рим, испраќал леп во провинцијата, во сите други градови околу, за да совршат свештениците служба од тој леп, да се покаже дека црквата е една. Што значи тоа е возвишеното во службата на епископот, единството. Единството да црквата се запазува во едниот епископ. И таа црква станува полна, целокупна, како ја викаме уште од времето првично, најстаро време, на грчки католичанска црква. Не е како денешните католици кои погрешно се викаат. И тие ги викаме католици, ама тие се римокатолици. Црквата се одделила во 11 век на православна и римокатоличка. Меѓутоа и нашата црква е католичка, затоа што католо, кој познава грчки ќе ме разбере, едно во се, тоа е црквата. Тоа го одржува епископот во црквата. Затоа неговото значење иконично пренесено е икона на самиот Христос. Како што црквата во Христа се собира, така се собира во епископот. Ова не го имам говорено, може би единец е мотив, затоа што еве јубилеј некој мој на епископската служба и да разбере народот кој е и што е и која е смислата на епископот во црквата. Ако некој уште не убедува дека тој е како некој управител само, функционера во црквата, тоа да му кажеме не, тој е многу поголем од функционер. Тој ја управува службата, односно служењето на сите во црквата, презвитери, одборници или народот Божи, како втора степена дејност, ама прва степена му е да принесува жртва пред Бога за сите и за се. Ево, тоа е неговата возвишена работа. Таа работа која нема ни еден световен функционер. Да принесува жртва пред Бога. Кој принесува? Принесува епископот и во негово име свештеник. И тоа е најважното што можеме во овој живот да го направиме. Што е поважно? Има нешто поважно дека ќе купиме 5 декари земја? Големите чуди. И ќе поминат и ќе заминат тие.
ама да имаме место пред Господа, како што вие стоите сега, имате место во оваа црква, така имаме место пред Бога. И Господ не гледа лице во лице. И го познава нашето постоење целосно. Тој не е нешто делимично. Самите себе за себе не знаеме толку колку што Господ знае за нас. Знае се за нас Господ, браќа и сестри. И тоа е многу важно. Да имаме чувство дека ние припаѓаме некому, дека ние сме Божи, дека не сме фрлени на оваа земја, па кој се снајде и ќе поживееме 100 години и после 100 години ќе нема како никогаш да не сме постоеле. Не, току тоа што е важно дека Господ не создал за вечен живот. Вечно да постоиме, вечно да живееме и да се радуваме на славата Негова. Тој е најголемиот епископ во црквата. Иначе не кажа дека епископ значи во буквален смисол надгледник. Онај кој надгледува, затоа често пати неговата служба се иконизира со орлот. Орлот од одгора се гледа. И се треба да знае епископот, и добро и лошо. Ништо не треба да не знае, затоа што ако не знае, тоа е недостаток и негов и на заедницата. Тој треба да биде запознат за се. И како повторно ќе го спомнам за Игнатий Антиохискиот први вели, добивајте благослов од епископот, да се значи што е важно во животот. Особено важно и одговорно за сите во црквата. Епископот треба да биде запознат. Не може тој да не знае, да знае што дам некој после што е во црквата. И тој нека знае, ама не може да не знае епископот. Тоа е смислата и дејноста на епископската служба. И секогаш да имаме предвид дека епископската се наречува служба, оти е служење, како што сега служиме. Не дојдов јас да речам, ти ова ќе пари, ти ова, да наредувам или да ги подредувам работи, туку да ви служам. Дојдов да отслужиме, еден избрал Господ да ги принесе даровите во име на многуте, на сите вас, и да ги принесе даровите за сите и за се. Тоа ќе го слушате понатаму во Евхаристијата која ја принесуваме. Тоа е најважното. Затоа, браќи и сестри, постои човекот да принесува Евхаристија, односно Евхаристија доаѓа од грчкиот збор што значи благодарење. Значи да принесува благодарење, ова што денес сме собрани во црквата, благодарење. На кого му благодариме? На Господа, што не родил, што сме живи, како тако на некои со болести, некои со маки, му врви животот и на крајот доаѓа надежта на сите нас дека ќе не биде подобро во идниот век. А идниот век ни е ветен нас, на сите нас. Не му е ветен нити само на епископот, ниту само на презбитерите, туку на сите вас е ветен идниот живот. Тој иден век или иден живот не спасува сите нас, затоа овде ќе претрпиме маки. Зошто човек да трпи овде маки, која ќе рече, ако е животот овде краток 100 години, ми дајте да го изживееме како што се живееме, подобро ќе ни биде да крадеме, да лажеме, подобро живеат тие хулиганите, отколку ние побожно се воздржуваме во некој работ. Меѓутоа, тоа не прави да бидеме црква, иначе ќе бидеме обични смртници, както и што секојдневно се раѓаат и секојдневно умираат.
а другите во црквата не се раѓаат случајно, туку Господ од колку милиарди случаи одбрал да не роди токму нас. Може ли да бидат било кој друг, ајде да речем, во раѓањето се направи некоја комбинација да не бидеме ние? Можело, сигурно. Затоа што кој го истражувал тоа ќе види дека крајна реткост, велам, реткост е баш ние да бидеме родени. Зошто ние се родихме од толку милиарди можности меѓу мажот и жената се роди некој друг? Ама ние сме се родиле затоа што Господ имал план за нас. Тој план секогаш да знаеме прво да го откриеме, а после да го почитуваме, а после да го предадеме на идните генерации. И така стигнате, гледате, 21 век се пренесува оваа вистина. Некој пред мене исто вака зборал, исто можда во село Слави, ти зборувал и кажувал, ги упатувал, и вие сте плод на неговите зборови. Затоа што вашите предци ги слушале нивните зборови и се растеле во таквата атмосфера. Затоа е потребно секогаш црквата да доживуваме како мајка, а Бог како наш Отец. Икона на тој наш Бог во црквата е епископот, и не го гледаме. Да го гледаме Бога, да се, можеби со него се расправаме, често пати со него се расправаме. Какави сме ние многу паметни луѓе. Меѓутоа, не имаме можност да го видиме, иако е тука присутен. Ама толку смирен што не ни дава да го видиме. Еве, гледајте го, или епископот во моје име. И мене ми дал секакви можности во црквата паметно да ја раководам во единствено код него. Ако ја раководам обратно, на мене е осудата. Ако ја раководам за своја полза, ово земна, пак е во моја штета тоа. Значи, секогаш треба црквата да ја гледаме како Божја. Таа не е на еден човек, не е на епископот, ни на свештеникот, таа е Божја установа. Господ ја установил црквата. Ама во таа установа се наоѓаме сите. Тоа е важно за сите нас, да имаме чувство за тоа дека сме честичка. Така ќе дојде во самова литургија причестување. Тоа значи тоа, дека стануваме честички. Ние сме дел од Бога. Не сме цел Бог. Иако го примаме цел Бог во себе, ама сме само честички. Тие честички многу, како што се во црквата, го прават единството меѓу нас. И тие го прават едниот леп. А едниот леп е Господ наш Исус Христос. Затоа толку е важно единството во црквата. Од единството во црквата потоа се пренесува во единство во семејството, единство меѓу комшите, единство во селото, единство во градот и така натаму, единство во државата. Да бидат едно, тоа е пораката Господова. Да бидат едно, ако ја обезбедува тоа единство, нашата волја пред се да му принесуваме на Бога благодарност. Никој вас со сила не ве донесе, или ако е грешам, кажете ми, дека некој со сила ве донесе од дома. Не, сами дојдовте во оваа служба да ме служате мене. Ама уште поважно од ова, да принесеме заеднички служба на Бога, односно лебот, кој е произлезен од вашите раце, и виното да постанат тело и крв Христови.
Ете, тоа е најважната служба, нема поважна служба. Се интересираме таму што направил на еден последниот административец во државата, дали ќе влеземе во Европска унија или не, или други работи. И за тоа има место, ама најважното да не го испуштаме, а најважното е единството со Бога. Се друго ќе помине и ќе замине. Што е овде, колку ќе живееме, јас карикирам дека 100 години ќе живееме. Шо се 100 години во вечноста, браќи? Вечноста, не зборам за милиарди, милиарди, милиарди години, туку зборувам уште повеќе од тоа. Зборувам за вечноста. Таја вечност никој не може да ни ја одземе, затоа што Господ ни ја дава, како што ни го дава раѓањето. Замислите сега дека секој од вас е вечно битие. Дури ни смртта ништо не му може. Смртта е како еден премин од еден начин на постоење во друг начин на постоење. Исто како соното. Многу потсеќа на смртта, ама не е смрт. Ама исто е друг начин, велат, на постоење. Во сонот човек може да не е свесен, или делимично свесен за нешто, ама не е свесен за се. Во тоа што му се случува во сонот, на човека е друг начин на постоење. Тоа ни го дава Господ како предвкус за начинот на постоење кој ќе го имаме во вечноста. Дека тој само по начин на постоење ќе се разликува од ова постоење сега. А ние, навистина, големи трагедии, плачки, имаме кога некој се заминува. Не велам дека не треба тоа. Треба секако да жалиме по покоените, зашто не го знаеме последниот суд Господов каков ќе биде. Меѓутоа, не може ни бескрајно да жалиме кога некој се заминува, зашто надежта наша е поголема отколку знаењето кое човек може да го има. Надежта не прави да бидиме со Господ и во Господ, зашто тие се неговите зборови. Да сте здрави и живи и милоста негова да биде на вас.